Good evening. This is Peter Vatkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми. Со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија од Ньюкастел и околината. Црквата Света Богородица заедно со свешеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 сато до 10:30 во склоп на сите други празници. А можете слободно да посетите храмо, да запалите свеќа за здравје во вашиот верски дом. Свещеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, можете да го прашате за било кој православни верски обичаи за правилно однесување и почитување на нашата црква. Генералниот комитет на нашата македонска заедница од Ньюкастел ве поканува и организира игранка по повод големиот национален празник Илинден, и тоа во сабота на 3 август во нашата македонска сала со почеток во 6:30 часот вечерта. Влезот е $20 за возрастни до 18 години. За лица 17 и помали од 17 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе и одлична музика. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, а куњата со топли јадења. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си обезбедите маса со вашите најблиски за ова убава и лигденска вечер. Исто така на ова вечер, почитувани слушатели, да најавиме дека можете да ги донесите вашите дечина за тренирање со игрорната група секој петок од 6 сатот вечерта. Значи школото почнува од 4:30 сатот после пладне, после школото игрорната група во 6 сатот. Сите сте добродојдени во нашиот македонски културен центар за школото од 4:30 и за игрорната група од 6 до 8 сатот. А во исто време од 6:30 почнува со вечерата во нашата куња. Сега секој петок ќе има вечера. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Ньюкастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како свадби, свршувачки крштевки, родендени и други работи. За тоа може да се јавите кај Џони Линковски на 0437 545456, Саше Стојчевски на 0408 490148, Ристо Веловски на 0414 296910.
Соопштение за сите родители на деца од 5 години и постари. Може да ги донесите вашите дечина во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок во 4:30 сатот после пладне. Имаме доста регистрирано дечина и наставници за секоја возраст, кој сака да научи да пишува, чита македонски. Значи сите сте добродојдени без разлика на годините. Исто така за сите погреби во црквата Света Богородица, овде во Њукасел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремање на ручекот и сервирање на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456. А сега нешто да проследиме од најновите вести од Македонија. Мицковски не гледа потреба да присуствува на лидерската средба. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска соопшти дека не ја гледа потребата да присуствува на лидерската средба на која повика премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев за петок во 14 часот. Господинот Зоран Заев повикува на лидерска средба, а јас го одговарам дека не ја гледам потребата од моје присуство на средба на која ќе се разговара за се и тоа ќе биде алиби, а нема да се разговара за тоа што денес е потребно на Република Македонија, датум која ќе имаме предвремени парламентарни избори, рече Мицковски на пресконференцијата попладнево во партиското седиште. Средбата според него би била непотребен театар, бидејќи како што наведе покрај оние стендап настапи во владата и покрај она себехрабрење што го покажува Заев дека секогаш е подготвен да излезе на избори, самиот тој е соочен со сопствениот страф од дебалк на такви избори. Подсети дека тој бил првиот кој го повикал премиерот да соработува за датум за избори. Таа понуда траеше со денови, кој беше одговорот од власта ја отврли подадената рака и одговори со прогон на сегашни и актуелни функционери на ВМРО ДПМН, но и со поранешни, рече Мицковски, и запраша како да има средба со така диамантрално спротивни ставови. Посочи дека работни групи на ВМРО ДПМН и на СДСМ интензивно работата околу Законот за јавното обвинителство, но ставовите и понатаму се многу спротивни. Една од црвените линии била Катица Јанева, но за тоа, како што наведе сега, не се дискутира. Минатата недела имало првичен состанок на работните групи и се разговарало за пописот, а истовремено подолго време работните групи разговарат и за изборниот закон. Моментално позициите, како што рече, се диаметрално спротивно. Мицковски бара притвор за Јанева, вели дека рекетот е диктиран од власта. Вчерашниот ден беше само театар за да се спаси вистинскиот нарачител на криминалот. Опозицијскиот лидер Мицковски, денеска на пресконференција изјави дека сомнеш дека зад ракетот со посредство на СЈО се вклучени луѓе од врвот на власта. Мицковски праша дали силата на Катица Јанева доаѓа директно од премиерот Заев и дали во домот на Боки 13 високи функционери на СДСМ заедно со специјалната обвинителка ги договарале обвиненијата. Опозицијскиот лидер порача дека за ВМРО ДПМН специјалното обвинителство е завршена работа. Мицковски порача дека по вчерашниот скандал нема граѓани на Македонија кој верува дека зад криминалот, рекетот и корупцијата не стои премиерот Заев. Затоа, како што рече опозицијскиот лидер на земјата, час поскоро и требаат предвремени парламентарни избори по кои според Мицковски правдата ќе се врати во Македонија, а оние кои го прекршиле законот соодветно ќе бидат казнети. Заев, обвинителството да ја обелобеди улогата на Јанева. Истрагата на јавното обвинителство треба да каже дали Катица Јанева е злоупотребена во случајот рекет или покрај двајцата осумничени и таа е инволвирана во целиот случај. Премиерот Заев смета дека целата истрага не треба да влијае врз кредибилитетот на СЈО, туку дека целата истрага покажува дека со нашата земја законите се еднакви за сите.
Тој го повика лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски, доколку има доказ дека двајца високи функционери на СДСМ се вмешани во случајот рекет, да ги пријави во надлежните институции. По најавите дека Мицковски нема да се појави на лидерската средба, Заев вели дека нема логика да бараш предвременни избори, а да не дојдеш на состанок на кој што ќе се разговара за изборниот законник. Мицковски: ставот за името ќе го искажеме по лидерската средба. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вечерва изјави дека ставот на партијата по евентуалниот предлог за договор за името ќе го даде после лидерската средба, закажана за утре во Скопје. Што се однесува на прашањето за името, да почекаме утре лидерската средба, после неја ќе имаме став и позиција. За сега немам став, јас сум сериозен човек. За сериозни теми сакам да располагам со сериозни информации. Не би сакал да предпоставувам, ниту да одговарам на хипотетични прашања. Гледаме оптимизам, песимизам и од грчка и од македонска страна прилична какафонија, така да почекаме лидерската средба и да добиеме одговори. Лично мене ми се допаѓа Република Македонија, рече Мицковски. Лидерот на најголемата опозицијска партија во врска со диалог од процесот Жан Моне рече дека токму на нива иницијатива и активностите на партиско раководство во Брисел, наместо во Париз, се одржува во Охрид. Тука сум поканет на завршената вечера. Очекувам од моите соговорници да разберам што е постигнато за време на работниот дел од процесот. Мицковски. Почитувани слушатели, одиме со вашите желби честитки. Со песната Љуби срце на внукот Никола Страјчевски му честитаме свршувачката со саканата Ерен, исто му пожелуваме среќни заеднички љубовни години заедно. На родителите Томи Лена, со фамилијата, како и на дедо Ристо, баба Драга и баба Рада, му честитаме убавата радост. Овие се желби испратени од дедо Цане, баба Даринка, војкото Стивен, војната Ешли и брачедите Ајзек, Оливија и Даси Стојановски. Исто така честитки испраќа и тетката Маринда со Ренато со фамилијата. Живот тежок е, верувај пријателе, не знаев дека многу дни носат бури горчини, ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за што ги познавам, сакаат да дознаат, до кога такви сиви дни, што ни носат горчини, ако нека носат,
nje se isplaši. Imam srce što je gladno za ljubavini. Ljubi srce, ljubi silno, igrajmo, gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igrajmo, gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. So pesната роденденска песна на нашето синче и братче Ајзек Стојановски му честитаме четвртиот роден ден, исто така му посакуваме голема среќа, убава радост и весело детство со сите негови блиски. Овие се честитки од се срце посакани од таткото Стивен, мајката Ешли и братчето Даси, како и сестричката Оливија Стојановски.
Со песната Роденденска на Милото Исаканов внуче Ајзек Стојановски му го честитаме четвртиот роден ден, како и многу здравје, голема среќа и весели дечки години во придружба на сите негови сакани и најмили. Убавите желби ги посакуваат дедо Цане, баба Даринка Стојановски, воедно и тета Миранда со Ренато со фамилијата. Za radost tvoja i sreća tvoja, dene džubo spravi me, roden den ti slavi me. Pomisli naši, srca naši, mnogo želbi ima me, želbi samo za tebe. Neka ti je čestit roden den, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. So polni čaši do rani zori, pesni tebe ti peme, ludo se veseli me. Vojedno oro je celo društvo razigrano, ludo ponapijeno. Neka ti je čestit roden den, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit roden den, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit roden den, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina.
Posle mene kojake ljubiš, kojake sakaš posle mene. Posle mene ke plačeš vo sebe, ke žališ za mene i za nas. Posle mene tvoja ta traga, tvoji te porazi gdje brojiš. Posle mene nikoja nema, ej, vo srce da te pogodi. Brzo padna ti, o moj od zaborav, deka tvoja vek i ne se sekjava. Ljubov ta do mene ti ja izgasna, svega koga tuđa sum, za tebe sum posebna. Posle mene kojake ljubiš, kojake sakaš posle mene. Posle mene ke plačeš vo sebe, ke žališ za mene i za nas. Posle mene tvoja ta traga, tvoji te porazi gdje brojiš. Posle mene nikoja nema, ej, vo srce da te pogodi. Сега само sreća diše vo mene, što je ljubov vek je znat usnive. Toj vo mene žena taja razbudi i za mig me osvoji, posebna me napravi. Posle mene kojake ljubiš, kojake sakaš posle mene. Posle mene ke plačeš vo sebe, ke žališ za mene i za nas. Posle mene tvoja ta traga, tvoji te porazi gdje brojiš. Posle mene nikoja nema, ej, vo srce da te pogodi. Kaži stara majko ne, dal go vides to i ne to, dal pred porti doaja i za mene prašuva, koga pojdov tugina, beše moma vtasana, strojna stava ubava, lična ko samo vila. Te njeno ke čekam jas, a ber majko od tebe i mene vo tugina, sonce da me ogre. Te njeno ke misla
taber majkone, laden kamen na srce, stoj nelično devojče, za drug migove tile, planinike preletam, brgu doma da dojdam, na drug jasne jadavam, ke ja gravam begalka. Veljeno ke čekam jas, a ber majko od tebe, i mene vo tugina, sonce da me ogre. Veljeno ke mislim jas, se za to, a devojče, stoji leto od malečko, mele mi je na srce. Veljeno ke čekam jas, a ber majko od tebe, i mene vo tugina, sonce da me ogre. Veljeno ke mislim jas, se za to, a devojče, stoji leto od malečko, mele mi je na srce. Rujna zora kani sonce da ogre, mojvo srce nemir gori ke zape. Od želba si te reki ke gi zastanam. Od izvor samo ljubov ke ti podaram. Aj voraka zlaten prsten da te armazam, aj na usni medna rosa da te kandisam. Sitna rosa ko plavne ke te izvije. Merak silen, da li može da te ispije? Почитувани слушатели, да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Генералниот комитет на нашата македонска заедница овде од Њукастел ве поканува и организира игранка по повод големиот национален празник Илинден, и тоа во сабота на 3 август во нашата македонска сала со почеток во 6:30 часот вечерта. Влезот е $20 за возрастни до 18 години. За деца од 17 години и помали влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе и одлична музика.
Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, а куњата со топли јадења. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си обезбедите маса со вашите најблиски за ова убава и лигденска вечер. Исто така да најавиме дека можете да ги донесете вашите дечиња за тренирање со игрорната група секој петок од 6 сатот вечерта. Значи, школото во истиот ден од 4:30 до 6 сатот и после игрорната група во 6. Сите сте добродојдени во нашиот Македонски културен центар за школото од 4:30, за игрорната група од 6 до 8 и за вечерата во 6:30 часот во нашата куња. Сега почнува секој петок. Како што знаете, сите нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како свадби, свршувачки кршевки, родендени и сите други работи. За сето тоа може да се јавите кај Џони Линковски на 0437 545456, Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Лидерска средба на Заев и Мицковски утре вечер во владата. Премиерот и лидер на СДСМ денеска информираше дека утре во 20 часот во владата на Република Северна Македонија ќе оствари средба со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Престојните председателски избори, реформските закони и се што е во интерес на државата, како што рече Заев, ќе бидат теми на утрешната средба. Ќе почекам утре да видам кои се барањата, ќе ги соопштам и нашите предлози и сите заедно како одговорности и на сите политичари и политички партии ќе разговараме за деталите и преураното и не би ги коментирал, изјави Заев. На новинарско прашање зошто на средбата не учествуваат и лидерите на главните албански партии, Заев потенцира дека за ова средба нема потреба од формат на повеќе политички партии. Мене ми е значању подлече да разговараме за престојните председателски избори, за евроинтеграцијскиот процес на нашата земја, заради тоа што дури и НАТО не е завршено се уште. Следува ратификација, да направиме се што можеме во јуни да го добиеме конечно датумот за отворање на преговорите со Европската Унија. Тоа се важни работи, изјави Заев, додавајќи дека ќе разговара како премиер и председател на најголема политичка партија со шефот на опозицијата на тие теми. Затоа, заради што верува во заедничката одговорност пред историски одлуки што нашата земја треба да ги донесе. На новинарско прашање дали председателскиот кандидат Стево Пендаровски е безбеден со оглед на тоа што тој изјави дека го следат одредени служби, Заев потенцира дека Пендаровски е безбеден. Утврдено е посочи дека се работи за сликање на докажувања каква кола всушност има и вози. Верувам дека сите граѓани во Република Македонија треба да се чувствуваат безбедни, посочи премиерот. Како што информираше Пендаровски, тој вчера во попладневните часови во Скопје поднел пријава за записник и чека надлежните служби во наредниот период да го обработат тоа што треба. Ако ме прашувате понатаму што ја знам повеќе за тоа, не знам, изјави Пендаровски и ги упати новинарите на изјава дадена од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на седница за претенички прашања од крајот на јануари, кој зборувал за следење на јавни личности, па дури посочи Пендаровски на великодостојници на Македонската православна црква од некои параструктури. Може би тука лежи одговорот, меѓутоа јас тоа не го знам, рече Пендаровски. Неговиот печаток е дека е следен, но како што рече сака официјален орган да му каже дали е тоа точно и се разбира дали е само тој предмет на следење. Директорите и високите функционери. Тој потенцира дека се
обидуваат од петни жили да го лажат народот дека блескале нудејќи ја метлата, а од друга страна се плашат во очи да им погледат на луѓето. ВМРО ДПМН обвинува за колапс на железницата. СДСМ тврди дека модернизираат. Железницата е во тотален колапс, а шинскиот сообраќај не е безбеден, обвинува опозицијата по вчерашната железничка несреќа што се случи во близината на Куманово. Ги прашуваат надлежните што доколку излетаат вагони од патничките наместо од товарен воз, бараат некој да преземе одговорност. Министерот за транспорт вели дека пругата ќе се санира во најбрз можен рок, а се работи на модернизација на железницата и обнова на железничкиот возен парк. Во вчерашната железничка несреќа 11 вагони од товарен воз се излегоа од шините на влезот на Кумановското село Черкезе. Повредени немаше, но причината е поголема материјална штета. Да проследиме нешто и за здравието. Моќен сок за имунитет и слабење. Исфрла од телото се што штети. Состојките се следниве: 4 средни моркови, 2,5 см корен од ќумбур, 2 лимони излупени, 2 чешниња лук и супена лажица јаболков оцет. Се приготвува на овој начин. Ставете ги сите состојки во соковник. Пијте го 2 дена сокот што ќе го добиете. Се пие 3 пати дневно. Остатокот чувајте го во фрижидер. Не смее да стои подолго 36 дена. Овој сок успешно ги симнува килограмите, го снижува притисокот и го зајакнува имунитетот. Морковот ги јакне зидовите на крвните садови и срцевиот мускул, го намалува нивото на лошиот колестерол и спречува мозочен удар, атеросклероза, проширени вени. Ќумбурот е најсилен антиинфламатор. Коренот може да ги ублажи болките во мускулите и да ја подобри дигестријата. Ќумбурот го снижува крвниот притисок, го храни мозокот со кислород, богат е со витамин од групата Б, како и со аскорбинска киселина. Ја забрзува циркулацијата на крвта, го подобрува метаболизмот. Лимонот е извор на витамин С, го подобрува имунитетот, игра клучна улога во формирањето колаген. Лукот е клучна состојба во овој моќен сок. Тој е природен антибиотик, па се користи за лекување инфекции. Го намалува крвниот притисок, а сојузник е и во борбата против канса. Јаболковиот оцет е волшебен еликсир, богат со минерали и ензими, како и витамини. Помага во подобрувањето на работата на дигестивниот систем, се бори против киселините, го регулира нивото на шеќерот во крвта. Кои се нормални вредности на крвен притисок според возраста и полог? Еден од најраспространетите здравствени проблеми е зголемениот крвен притисок. Проследен е со симптоми како лошо расположение, главоболки, несоница и други проблеми врзани со општото расположение и здравје. Крвниот притисок може да варира повеќе пати во текот на еден ден, а нормалниот крвен притисок е индивидуален. Ако ги прашате лекарите кој е нормалниот крвен притисок според возраста на пациентот и полог, табелата изгледа вака. Возраст 20 години, за мажи 123 со 76, а за жени 116 со 72. Возраст до 30 години 126 со 79 за мажи и 127 со 75 за жени.
Возраст од 30 до 40 години. За мажи 129 со 81, а за жени 127 100 со 80. Возраст од 40 до 50 години. За мажи 135 со 83 и за жени 137 со 84. Возраст од 50 до 60 години. За мажи 142 со 85, а за жени 144 со 85. И последно, постари од 70 години. За мажи 142 со 80 и за жени 159 со 85. А сега да проследиме нешто за најважните витамини за здрава и блескава кожа. Сите треба да се трудиме да ја одржиме нашата кожа и да се ослободиме од состојките кои негативно влијаат врз кожата. Постојат витамини кои треба да ги вклучиме во нашата исхрана, кои гарантирано ќе го подобрат здравјето и структурата на нашата кожа, но и ќе го забават старењето. Витамин С. Овој витамин е моќен антиоксидент кој може да го најдете во цитрусното овошје, кивите, броколата, морковите, јаготите и доматите. Многу истражувања покажуваат дека тој помага да ја заштити нашата кожа од UV зраците, но и помага во градење на колагенот. Како што старееме, нашите тела ја губат способноста сами да произведуваат колаген и затоа е важен овој витамин. Тој помага и за намалување на линиите и брчките на кожата. Овој, освен тоа, и е одличен за подобрување на имунитетот. Важно е да користите креми кои содржат витамин С, но и да конзумирате овошји и зеленчук кои го содржат овој витамин. Витамин Е. Овој витамин е многу важен за убава кожа. Многу креми и лосиони кои содржат овој витамин, која штитат кожата од влијание на слободните радикали и помага во обновување на кожата. Тој е и одличен кога ќе се комбинира со витамин С. Нашите тела не можат да произведуваат витамин Е, така што важно е да биде вклучен во исхраната. Може да се најде во семките, јаткастки плодови, цвеклото, празот, броколата, спанаќот и евокадото. Витамин А. Ретиноидите, кои се дел од многу креми, произлегуваат од витаминот А. Тие се одлични за намалување на акните и бришење на брчките од нашето лице. Нашите тела го пренесуваат бета-каротенот од портокаловите овошја и зеленчукот како морков, сладки компири, кел, марулата и спанаќот. Витамин Б. Постојат 8 витамини во Б групата. B1, B2, B3, B5, B6 и B7, како и B9 и B12. Заедно тие се познати како B-комплекс. B-витамините се одлични за кожата, косата и ноктите. Недостатокот од нив може да предизвикува сува кожа и кожа, но и проблеми со ноктите. Затоа потребно овие витамини да бидат дел од нашата исхрана. Конзумирате пилешко, спанаќ, јајца, кел, спанаќ, грашок, авокадо и портокали. Витамин К. Овој витамин го спречува згручувањето на крвта и е одличен за нашата кожа. Тој ги спречува дамките на кожата, старите и проширените вени. Земањето на овој витамин ја подобрува и еластичноста на кожата и ги спречува брчките. Најдобар извор на витамин К се келјот, спанаќот и другите зеленчуци. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма. И на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUR FM 103.7 in New